Издвојувањето на 5 милиони евра од петиот пакет ковид мерки, која инаку е прва финансиска помош за македонските тутунари, наместо да ги смири со месеци незадоволните тутунопроизводители, таа дополнително ги разгневи. Според нив, оваа помош не била финансиска инјекција за нив, туку перфидно мачкање на очи за невидената кражба која се случува при годинашниот откуп на тутунот. 5 милиони евра во ситуација кога од тутунарите се оплячкани над 30 милиони евра, некаде можеби 35 милиони, не значат ништо. Тоа се 10 денари по килограм тутун, значи едноставно како да ги нема. Тоа не се пари кои што можат да придонесат за некакво стимулирање на земјоделците, за некакво помирување со состојбата која што се наметна. Освен од ова, тутунарите не се задоволни и од најавата на министерот Хоџа за пролонгирање на откупниот рок за 1 месец, односно до 31 март. Стравуваат дека тоа е игра на државата за купување време и за исплатата на овие 5 милиони евра, а и за уценување на тутунарите при потпишување на новите договори. Мислиме ние дека ќе се одолжа и овие 5 милиони за да се му се дава простор на владата уште повеќе од месец дена, бидејќи ду не заврши, ако се продолжи откупот, ќе тај до 31 март. Тие пари ќе ги да во мај месец. Ќе се одолжи давањето на субвенциите, знаете дека крајот на февруар секогаш се прават новите договори за новата реколта. Значи луѓето ќе се врши притисок, ќе се врши уцена да прават, ако сакаш да ти го зема вишок на тутун, ќе мораш да направиш договор. Следствено на ваквите состојби, тутунарите вријат и на социјалните мрежи. По 100 денари не оплячкаа, со 10 денари мислат да не фарбаат. На народот пред очи не му се гледа, го испокрадивте по 60 до 90 денари, башка со одбитоци, сега ќе го лажете со по 10 до 20 денари. Господине Заев, абе вие навистина си играте со тутунариве, немојте со нас, оти ќе бидете пишман. Се само дел од коментарите на социјалните мрежи. Инаку, откупот законски треба да заврши за 10 дена. Според проценките за откуп, вкупно има уште околу 4 до 5 милиони килограми тутун, кој според тутунарите може да се откупи и без дополнителни рокови, но под услов државата да ги притисне откупувачите, да ја зголема динамиката и пред време да не ги затвораат пунктовите.